Комуналното јавно предпријатие Водовод цела недела е без струја поради неплатен заостанат долг од околу 50 милиони денари. На денешниот состанок на раководството на комуналното предпријатие со снабдувачот на струја не е постигнат договор за останатиот долг да се плаќа на рати, што значи дека управната зграда и уште неколку единици понатаму ќе останат исклучени од дистрибутивната мрежа. Ситуацијата веќе секаде станува алармантна и е голем проблем. Електричната енергија ние веќе подолго време алармираме дека е најголемите проблеми на краток рок. Така што не знам што да очекуваме понатаму. Имавме најави за одредена соработка и нормално и помош од владата, но еве некако тоа се долго влекува веќе некое време, тоа создава се наталожуваат нормално и проблемите. Да кажам за секој јавно предпријатие и за јавно комунално предпријатие поединечно, можеби ќе биде најдобро за онаму каде што ќе има проблеми лично и директно да се обрати за директорите, тие се достатни, нели, ќе одговорат поединечно, но нормално, кризата со енергенси е глобална криза, но не може ние да видиме жртви на таа криза и затоа нели се обраќаме до сите надлежни институции со кои што има некаков начин да се соработува и да се бара совет и како да излеземе од ова заедно сите. И во разговорите со регулаторна комисија за енергетика и водни услуги и нашите обраќања во собранието со некакви законски измени во законот за енергетика да видиме ставени во делот на мали потрошувачи или домаќинства, затоа што ние продаваме вода, основна потреба или услуга за одведување на отпадни води, која е многу битна за животната средина. И таа цена ја регулира регулаторната комисија за енергетика. Ако таму нема промени, а зголемени се трошоците за електрична енергија, за енергенси, не е целта нели да се промени на крајот услугата и да падне се на грбот на граѓаните. Треба да направиме сите се што можеме, на крајот граѓанинот да не ја сноси најголемата обврска или да падне на грбот на граѓаните и така е скоро се, ако не е се веќе поскапено. Комуналното јавно предпријатие Водовод за последните 3 месеци должи 50 милиони денари, а предпријатието е немокно да го издржи товарот и да ги плати огромните износи од заостанатите сметки. Со сегашната динамика до нова година долговите по тој основ би можеле да стигнат и до 1 милион евра. Од општината вела дека општинскиот буџет не е доволен да се финансираат вакви големи долгови, бидејќи општинскиот буџет е 3,5 милиони евра, а долгот на комуналното јавно предпријатие Водовод е 800.000 евра, што значи 30% од буџетот треба да бидат наменети за плаќање на долгот. Комуналните предпријатија се ставени пред свршен чин. За нив единствено решение е да бидат ставени на регулиран пазар, но како што велат од АДКОМ, конкретен одговор по ова прашање се уште немаат од власта. Ваквите долгови по основ на струја во прашање ќе ја доведат ликвидноста на предпријатијата, а многу од нив нема да можат да поделат плата или да ги извршуваат тековните обврски. Како и да е, неизвестноста кај комуналците и општината останува, а проблемот е сериозна закана за фундаменталните функции на предпријатието и градот во целина.